Вашиот термин за очи во очи, почитувани гледачи, започнува токму сега на 0260 91 924 0260 91 925. Добар ден и добре дојдовте во последното издание на Очи во очи за оваа работна недела, во која што денеска ќе имаме можност да разговараме за тоа што мислите вие, кој предничи во предизборната кампања, односно која од политичките опции води во однос на она се досега што се правеше. Намерно е напишано политички опции, бидејќи станува збор за за самостојни политички партии кои што настапуваат, но истовремено, освен нив, има и коалиции. Токму затоа, доколку напишеме политичките партии, ќе се однесуваше исклучиво само на оние кои што не се во коалиција и настапуваат сами, и за да не биде тоа така, напишавме политички опции. Ова го поставуваме како тема со една едноставна причина, затоа што вечер во анализата во 21 часот, која што ќе ја води колегата Мишко Иванов, токму за одредени рейтинзи ќе се зборува. Нова анкета направена од агенцијата Рейтинг покажува нови тенденции кои се резултат на изборната кампања. Податоците од анкетата, што по нарачка на 24 вести ја направи агенцијата за истражување на јавното мислење Рейтинг, покажува дека се помал е бројот на граѓаните што не се определуваат, односно се топи бројот на неопределените. Во сеопфатната анкета има и други видливи поместувања во рейтинзите на партиите, кои се случуваат во последните 2 недели откако почна изборната кампања. Кој води? Кој за колку проценти? Што покажува симулацијата на пратенички мандати? Која коалиција ќе го добие мандатот за формирање на новата влада? Ексклузивно овие податоци од анкетата ќе бидат објавени во емисијата Анализа на 24 вести, која што ќе ја води колегата Мишко Иванов. Но пред тоа, ние да си направиме анкета како што правевме и на претходни, веројатно сите избори, откако постои оваа емисија која што опфати неколку изборни случувања, и затоа ве прашуваме што вие мислите всушност по однос на анкетите и кој мислите дека ќе предничи во целата оваа предизборна кампања или веќе е во водство. 0260 91 924 925. Добар ден. Добар ден, Огнев. Поздрав. Добар ден, ќе може ли во студиото само тон да се вклучи? Дали се слушаме со некој? Мислам дека имаме гледаш на линија, но јас во студиото не го слушам баш најдобро. Ало? Да, ве слушам, повелете. Вака, јас мислам тетка Лоза на телефон. Так, повелете. И за анкетите може да кажам, слободно ги слуша вашите вести. Најдобра за мене кампања што ја води Социјалдемократскиот сојуз. Груевски цело време на кампања, кантонизација, поделба на Македонија, сето тоа више ни се смарчи од тоа слушање, друго и не збори. Заед ја има поддршката ми се чини на повеќе граѓани затоа што зборува онака како што е стварна ситуацијата во државата. Добро, за да бидеме ефективни, ова го правиме како анкета. Дали мислите дека СДСМ всушност е во предност во оваа предизборна кампања и дека би победиле на изборите? Бога ми да. Добро. Да. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. И јас на крајот ќе ви прочитам колку се гласови кој колку добил од политичките опции. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Према ова што досега кој стакна политичките опции на своите излагања овие. Јас мислам дека СДСМ, иако не е на власт, има постабилна со своите изјави, и ја мислам дека таа ќе победи затоа што на народот до сега доста му е ветување, а не исполнување. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Јас мислам дека Социјалдемократскиот сојуз води многу позитивна кампања и тоа ми се допаѓа. А додека ВМРО, не сакам да го спомнам ВМРО, туку ДПМН е. Не заслужуваме
ни најмалку да биде на вас. Добро. И затоа мислам дека ќе победи Социјал-демократскиот сојуз, напред Социјал-демократски сојуз. Ние сме позбили него. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме следна линија, повелете? Убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Од политичките опции прединачи секако опозицијата СДСМ предводат нивната коалиција, а тоа се гледа по сите митинзи кои ќе одат по сите градови, од местаните, односно гласачите од сите места се збират на митинг во тие места кои се. Меѓутоа, коалицијата од ДПМН која ќе ги збира сите гласачи од цела Македонија со автобуси така да направат некое бројно често мнозинство, тоа што вестачки сите неопределени гласачи од страх не сакат да изјаснат, а ќе гласат за опозицијата. Влада ќе формират. СДСМ, меѓутоа не ќе може сама да формира, ќе со помош од коалицијата што е од Горгиевски, од Любе Бошковски, од Стојанчев и од Мислам Кекеновски, од нив ќе биде владата формирана на Република Македонија и мисла гласачите се свесни дека оваа тортура, ова пропаст во Македонија не може да ги издржа повеќе и дека така се оправа и така ќе гласа. Тоа е моје мислење. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да. Ве слушам, повелете. Јас по гласот ќе ме познаете. Так. Србинот. Ајде, повелете. Сега ќе бидам многу озбилен, краток. Значи ме познат. По пет пат ми е како се јавив, еднаш како Суцко, еднаш за Себастијан. Ве очекувам сега дека за Сијато ќе ме прашувате, ќе поставите таква тема за да ви напишам пак нешто црнски. Али овдека кратко. Левица победува. Добро. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Јас сум Огнен. Да, вие сте. Знаеш, една забелешка, претходниот гледач не го слушам кога зборува, така да регулирајте во режија, затоа што ако не го слушам вашиот глас, не ќе да се уклучам. Сакам да ви кажам дека СДС нема да победи на овие избори, него ќе ги згази. Ќе ги гази? Во праваш, ќе ги згази, тотално ќе ги згази. Македонците најпосле ќе му кажат на Груевски дека само будалите во оваа држава можат да гласат за Груевски и за криминалот. Сета паметна нација ќе гласа за Зоран Заев. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ќе ги замолам гледачите да се воздржат од употреба на речник кој што ги навредува гласачите кои не соодветствуваат на нивното индивидуално политичко симпатизирање. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав од Битола. Поздрав до Битола од нас, повелете. Сигурна победа на СДСМ. Добро. Фала, пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добро вечер. Добро вечер, добар ден, повелете. Јавувам се од Кочани. Поздрав до Кочани од нас, повелете. Ве слушам, зборувајте. Оставете го телевизорот на низок тон, а вие зборувајте. Ајде. Брат, давам предност на Да. Давам предност. Ало, слушаш ме? Ајде. Огне. Ајде. Давам предност на Социјал-демократскиот сојуз. Добро. Ке ме прашате зошто? Ајде. Зошто? Па Не го слушајте телевизорот, мене слушајте ме. Зошто? Зошто водат подобра политика од ВМРО ДПМН? Добро. Тие што не се гласале до сега. Так. Што не се гласале до сега. Ако пратат телевизија, треба да го дадат гласот за Социјал-демократскиот сојуз. Добро. Привидејќи, ако пратат телевизија, да се врнат малку унедат, кога председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кога ги амнистираше командантите на УЧК и на ОНА, кога нашите деца беа утепани и запалени на Карпалак, а кога командантите на УЧК требаше да одеа у Хаг, Никола Груевски ги амнистира. Дали е така или не е така? Тоа е ваше мислење, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Јас не можам да застапувам ничија страна во оваа емисија, особено не, затоа што и изборниот законник тоа го забранува. Дали имаме некој друг на линија, повелете?
Добар ден, Огнен, да ве поздравам сите во екипата на 24 телевизија, бидејќи прв пат се јавувам после новите простори, да ви посакам успех во работата и се најдобро во телевизијата. Мислам дека овие избори ќе бидат најнеизвестните избори од осамостојувањето на Република Македонија. Моја прогноза е дека СДС ќе добие повеќе пратеници, но нема да има доволно пратеници за да може сам да формира влада. А како ќе ја формира владата? Јас им препорачувам доколку сигурен сум дека СДС над 50 пратеници ќе освојат. Никако да не формираат влада со ДУИ, бидејќи ДУИ е терористичка организација, потекнува од Дучака. Тие двилери прва направија војната, да формира влада со помалите албански партии и доколку од помалите пратенички групи на Павле Трајанов други добијат барем 1-2 пратеника, да ги земат во коалиција, некако да се договорат. Добро. Затоа мислам дека доколку не се формира влада, а јас прогнозирам дека СДС ќе победи, доколку не може да формира влада и не се формира влада, јас мислам дека странскиот фактор ќе се замеша како со пржино и дека они ќе ни ја наметнат со сила владата. Добро. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме следна линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам, повелете. Сакам и јас нешто да кажам. Ајде, повелете, ве слушаме. Една изрека има, со пари се не се купува, меѓутоа со многу пари се купува. Добро. Така што еден новинар изјави дека една партија има многу марсветлуци за да ги добие изборите. Минатиот пат рекоа 60 толку гласови толку добија. Како ќе се избори Македонија и другите партии со тие марсветлуци толку се организирани и јас мислам дека е тешко да победи друга партија освен ВМРО ако нема јака контрола. Добро. Толку. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до сите во студиото пред се. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. Ја мислам дека ВМРО ќе победи. Така. Да, дефинитивно. И ако добие 63 пратеници кој што бара, ќе биде окей. Меѓутоа, и да не добие 63, ќе победи она. Но сега има многу од кај албанските партии што велат дека нема да формираат влада со ниедна македонска партија, ако не ги исполнат сите услови што ги постави Заев. Двојазичност, таму федерализација, не знам и така натака. Сега они тоа им е приоритет, тоа ќе го барат. Така да сега, ако добие 63, сам ќе си формира влада и тие што сакаат со него. А ако не добие, не знам како ќе биде. ВМРО нема да дозволи двојазичност, нема да дозволи ништо. Да ти кажам право, Заев ако си добие и не мора и он ќе си формира влада, господјата што кажа да не формира со ДУИ, тие терористичка. Па прво СДС први формира влада со ДУИ во 2002 година. И после тоа се нареди да формира и ова, и ВМРО. Мислам, дојде на ред, нели? А иначе прво они. И сега дали е терористичка, дали не, они главно се тука како регистрирана партија и во ова ситуација они добро одат, сега поради Заев што ги чепна сите овие работи, они тоа го кажуваат. Добро. Јас мислам дека си добие СДС, па нека се ја формира владата со сите партии. Добро. Прво мислам дека нема да добие мнозинство. Добро. Меѓутоа нека се формира и двојазичноста нека си ја даде Заев. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, не можам да оценам дали се во современ модернистички стил или во барок макетите зградите во студиото. Мислите на овие? Да. Тие се постмодернистички барок. Добро. Сега на темата.
Мислам дека во предност мислам дека во предност е опозицијата, бидејќи од она што слушам на телевизија, на дебатните емисии и на кампањата водат позитивна кампања. На која опозиција мислите? Па мислам на ова за живот во Македонија. Добро. А и на некои од другите медиуми имам собне звони затоа што на другите говорниците имаат тежок багаж од минатото, да не ги именувам кој. Так. Посебно на вас и уште две други телевизии што гледам, а редовно ги пратам дебатните емисии, имате извонредни соговорници со стотици, од кои може многу или повеќе или малку да се научи. Меѓутоа има други застапници, но истите 5-6 души што се јавуваат и кај другите, али само 5-6 души кај вас, кои исклучиво се јавуваат само да ја намалат големината или вредноста на емисијата. Најдобар пример е упаѓање во зборот на соговорниците. Најдобар пример беше сноште Тала Џафери не дозволи на соговорниците да зборуваат. Од ова гледна точка мислам дека се во предност како попозитивна кампања опозицијата на чело со СДС. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Зборуваме денеска за тоа која од политичките опции предничи во предизборната кампања. Всушност, 24 вести нарача анкета, која што ја направи Агенцијата за истражување на јавното мислење рейтинг, која покажува дека се помал е бројот на граѓаните што не се определуваат. Во сеопантната анкета има и други видливи поместувања во рейтинзите на партиите кои се случуваат во последниве 2 недели откако почна изборната кампања. Кој води? Кој за колку проценти? Што покажува симулацијата на пратенички мандати? Која коалиција ќе го добие мандатот за формирање на новата влада? Ексклузивно овие податоци ќе имате можност да ги погледнете вечерва во 21 часот на анализата на Мишко Иванов. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавува гледач од Прилеп. Поздрав до вас до Прилеп, повелете. Еден школски другар од таткоти Диме, покојни, кој сакам да ве поздравам. Така. И да ви кажам дека сум за партијата на господинот Заев, бидејќи морам човекот да го стајнеш да видиме не само ВМРО. Ние сме сите, нека го пуште господинот Заев да видиме 4 години, па да видиме што ќе направи. Ако не чини човеков, нека го смена уште првата година, втората, ако нема резултати. Так. А не тие уште не дојде на власт, само во притисок му врше на човекот. Добро. Биди ми поздравен, Прилепчанче и се него. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро, се исклучи овој гледач. Дали веќе имаме некој кој што е на следната линија? Доколку се слушаме. Добар ден. Јас ве слушам, дали вие ме слушате? Ало. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Овде гледачка од Кочани. Поздрав до Кочани, повелете. Прв пат се јавувам во емисијата. Мило ми е. Чудо како добив. Дека брзо одиме со гледачите, затоа. Така е. Па вака, јас сум неопределен гласач. Добро. Ја следам кампањата. Па мислам дека веќе ќе гласам за опозицијата. Зошто? Да, ве слушам. Па некако има повеќе надеж. Заев го гледам како добар политичар и Груевски го гледам како една голема кукавица. Зошто? Па во 21 век сите политичари одат на дуел. А Груевски е еден голем лажго и голем кукавица. Добро. Затоа ќе гласам за Социјалдемократскиот сојуз, затоа што верувам многу во Заев.
Добро. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете, добар ден. Огнен, поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Убав ден. Убав ден и вам. Вака, значи, која предничи од политичките опции во предизборнава кампања е прашањето. Значи, предничи, според мене, предничи опозицијата, затоа што се е поголем бројот на оние гласачи кои што прават преокрет во гласачките избори во Македонија, тоа се неопределените. Добро. Има баш ме фати сега за уво човекот што се јави од Прилеп што го познавал таткото или како беше тоа. Да. Значи повеќе, значи тоа е тоа, дојдене врвот на моментот во Македонија каде што се бараат промени. Значи вика доста е ВМРО, дајте му на Заев, ако не го вреди година две, пак народот е тука, па ќе осмени. Значи мислам дека све повеќе и повеќе неопределените се определуваат кон политичките опции кои што бараат промена и нудат промена во Македонија и мислам дека на крај на изборите разликата ќе биде драстично голема во предност на опозицијата. Поздрав до сите носители на листи од владеачката гарнитура, ке ги пратиме на рехабилитација во Халкидики да немаат гајле. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам, Ало? повелете. Да, ве слушам, повелете. Опозицијата во предност. Во предност? Да. Добро. Тоа би било се? Пријатно. Пријатно и до вас. Благодарам за јавувањето. Одиме со следното јавување. Добар ден. Дали имаме некој на линија веќе? Добар ден. Доколку се слушаме со некого, може да вклучиме во програма уште некој гледаш, бидејќи некаде сме при крај на емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до емисијата и до вас. Благодарам, поздрав и до вас. И јас мислам дека владеачката партија ќе настави понатака. Владеачката партија ќе? Настави понатака. Дека ќе победи? Да, да. Добро. Поздрав до сите. Благодарам, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало? Да, повелете. Ало? Да, ве слушам, добар ден. Огне, многу ве почитувам. Благодарам и Прв јас. пат добивам на вашата емисија. Повелете. Рачунајте. Да. Да, зборувајте, ние ве слушаме овде, повелете. Вака, слушајте ме добро. ВМРО ДПМН ќе добие со 93 пратеници во идниот парламент. Добро. СДС не ќе знае кај се наоѓа и сите други партии што сакаат да ја знебитат Македонија. Тоа да го знаете. Добро. Значи, ВМРО ДПМН добива 93 пратеници да владеј во идните 100 години. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Додека не ми дадат знак од режијата со тргање на подписот, тераме понатаму. Дали имаме уште некој гледаш на линија, повелете? Добар ден. Добро вечер. Да, ве слушам, повелете, вие сте. Добар ден. Добар ден. Вие сте на линија, повелете, господи. Опозицијата. Така? И со среќа. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен гледаш на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Да. На изборите ќе добие СДС, Така? како и минатиот пат што доби, само што беа не фер избори. Добро. И однапред им честитам. Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледаш на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам, зборувајте, повелете. И јас сум од неопределените, и јас сум за опозицијата. Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Тоа беше последниот гледаш, последното јавување. 5, 10, 15, 16 од гледачите рекоа дека предничи во предизборната кампања опозицијата, односно дека коалицијата за живот во Македонија би победила предводена од СДСМ, додека пак коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН имаше 4 гледачи на своја страна и Левица
имаше еден од гледачите, вкупно 21 гледач. Ви благодарам за вниманието. Останете со 24 вести телевизија, следува дневникот во 17 часот, а потоа во 18 часот следува мој термин, каде што гостин ќе биде носителот на изборната листа на Левица од изборна единица број 1, професор доктор Димитар Апасиев. Следете не и тогаш. Пријатно.